вчерашната седница на владата помина информација за фактички започнување на работите на новиот клинички центар во општина Ѓорче Петров. После завршената постапка во Министерството за финансии, кој што беше упатено барање до повеќе финансиски институции, комерцијални банки, стигнаа 6 понуди, кои што во Министерството за финансии ги анализира и најповолната понуда е од конзорциумот на банки, од Райфајзен, Ерсте банк и Уникредит на банката. Рамката е 500 милиони евра. Времето на изградба би требало да биде во 3 фази, кој што првата фаза завршува после 3,5 години, а последната фаза после 7 години. Сметам дека веќе дефинитивно го започнуваме овој процес на практично започнување на изградбата на клиничкиот центар. Тоа е еден проект кој што е од исклучително големо значење, како за нашиот здравствен систем, така и генерално за наша држава, со оглед на тоа што станува навистина објектот капитално и вредно и овој објектот огромна вредност. За колку години може да распишем проектот? Што ќе вклучува првата? На почетокот на август ние ќе започнеме постапката со конкурентен диалог. Тоа ќе значи дека во тендерската постапка ќе се вклучи и проектирањето, изградбата, опремувањето, ставањето во функција и тренинг на персоналот кој што треба да работи во новиот објект, и ние во рамки на Министерството за здравство направивме еден тим кој што веќе подолго време назад работи на анализа на законите, ќе се оди според на членот 53 на законот за јавни набавки и сме спремни тоа да го започнеме на почетокот на август. Колку време ќе биде потребно за да се среди инфраструктурата и сите останати работи за да се почне официјално изградбата? Сметаме дека веќе ова есен може институциите кои што треба да спремат инфраструктурата во однос на струјата, водоводот, канализацијата, гасот, понатаму патната инфраструктура да почнат да работат, и ние веќе после завршувањето на тендерската постапка да ги ставиме и темелите на клиничкиот центар. Дали можеби нешто е започнато за сега, дали знаете? Започнати се делови од проектирањето во рамки на патната инфраструктура, и тие се тие кои што можат и најбрзо да започнат со работа на самото место.